Образованието е долгорочен предизвик и пат кој ромите ги води во подобра иднина. Беше речено денеска на одбележувањето на Меѓународниот ден на ромите во Штип. Како и сегаш првиот дел е образованието. Без образование не можеме, како што истакне и градоначалникот, да видиме во позиции каде што ние ќе одлучиме. Со образованието се отварат и другите работни места. Да, сходно на тоа, кои чекори ќе ги превземете за социјалниот подобрување на сликата на ромската семејство? Ние работиме од раните години на децата, пошто сега нели еве со предшколско работиме, со родители работиме, туторски настави даваме, така да еве пак ќе се надобрзам на тоа. Образованието е прво. После образованието ќе има и вработување и фактички социјалниот статус ќе се подобри на ромската заедница. На најдобрите ученици и студенти, роми штипскиот градоначалник Иван Јорданов во овој контекст и додели вредностни воучери. Сакајќи да го стимулираме нивниот допринос, вложувајќи во себе, вложуваат во знаење, во нешто кое што ќе создаде вредност во општеството, а верувам дека тие ќе бидат и пример за останатите нивни сокласници, колеги, кои што ќе се надоградуваат и ќе допринесуваат заедно во нашето заедничко општество. За добитниците на воучерите ова е стимул со добри резултати да продолжат. Па лично представува поттикнување за да продолжувам понатаму со повисока енергија, со повеќе амбиции, да вложам повеќе труд за да се постигне до највисокото ниво. Многу сум среќна што семејството го градам. Многу сум среќна. Во моментов, приоритетно прашањето е сместување на 40 семејства во типските куќи кај Миријанина црква. У сегашниот тек ние што работиме за стамбениот проблем, мислам дека до крајот на април, како што знам, до крај на април ќе бидат готови типските куќи, каде што ќе се доселат 41 семејство, што во моментот се сместени во старото нервно одделение, со тоа ќе решиме голем проблем во општината. 8 април, како Меѓународен ден на ромите, се почитува од 1971 година, кој датум е определен со Конвенцијата во Лондон, каде е утврдена ромската химна Джелем Джелем и ромското знаме.